Вести на Канал 8, добродојдовте. Советот на општина Виница ја одржа 36-та редовна седница. Изгласана одлуката за потпишување договор за грант за проширување на филтер станицата за вода и поврзување на селото Лески со Виничкиот водовод. Со 15 гласови за, советниците на редовната 36-та седница на Советот на општина Виница ја донесоа одлуката за давање согласност и овластување за потпишување договор за грант од страна на Европската инвестициона банка со општина Виница за проширување на филтер станицата за вода во Виница и поврзување на селото Лески со Виничкиот водовод. Ова е од особено значење за жителите на село Лески, бидејќи во иднина ќе се реши проблемот со водоснабдувањето. Со оваа одлука, веќе од понеделник, Министерството за транспорт и врски ќе го распише тендерот за проектот вреден над 400.000 евра. Овој грант е во износ од 24.631.000 денари, со што ќе се реши најгорливиот проблем за жителите на село Лески. И повеќе овие жители во иднина ќе немаат проблем со водоснабдување. Ова е навистина голема инвестиција вредна, како што истакнав, повеќе од 400.000 евра, со кои што најсрекни и најзадоволни ќе бидам јас како градоначалник и жителите на село Лески. Меѓу другото, на седницата советниците донесоа заклучок за доставување барање за одобрение од Комисијата за заразни болести за 4 основни и средното училиште за одржување настава со физичко присуство, но ќе се чека и ќе се почитува заклучокот и одобрението од Комисијата. Внимание кај советниците предизвика и точката за цената на водата за пиење за наредните 3 години, донесена од страна на регулаторната комисија, каде што цената на водата скоро е непроменета, но мора да се истакне дека со оваа одлука и понатаму општината Виница и жителите ќе имаат најниска вода за пиење, 24,8 денари за кубик. Градоначалникот Димитров истакна дека ова е значително ниска цена на водата за пиење, споредено со сите соседни општини од регионот, и додаде дека општина Виница и понатаму спаѓа во 5 општини во државата кои плаќаат најниска цена на водата за пиење. Постепено се нормализира состојбата со изолираните и позитивните лица на COVID-19 во Окочанската градинка. Од вкупно 6 групи деца и вработени кои беа во изолација, по добиените тестови, сега во изолација е само една група. Позитивни се 3 деца и 4 вработени. Позитивни случаи на COVID-19 има и во Виничката градинка, а по препорака на епидемиолог затворена е градинката во Чешиново поради позитивен тест на дете и негователка. Од вкупно 6 групи на деца кои не посетуваа градинка во Кочани и кои поради контакт со заболени лица од COVID-19 беа тестирани и вработените и децата, во последните 2 дена состојбата е променета и значително стабилизирана. По добиените резултати од направените тестирања, во изолација во моментов е само една група на деца поради позитивната воспитувачка на групата. Дополнително се позитивни 3 деца и 3 вработени во градинката, истакна за Канал 8 градоначалникот Николчо Илиев. За сега имаме уште во другата група каде што имаме 3 дечиња, значи за сега имаме 3 дечиња позитивни во една група, додека сите тестови што ги добивме до вчера за другите дечиња се негативни. Во изолација е, како што рековме, само една група каде што вработен е позитивен на COVID-19. И имаме уште додатно 3 вработени кои се позитивни и тие не доаѓаат на работа, се надвор од работа, за сега, значи во изолација и во моментот сите се чувствуваат добро, имаме дневна комуникација преку директорката, значи информирани сме дека луѓето сите се чувствуваат добро. Максимално се почитуваат протоколите за работа донесени од Министерството за здравство и согласно нив се реагира и се прават додатни тестови на децата и вработените. Градоначалникот Илиев истакна дека за сега не е предвиден скрининг на сите вработени во градинката, како што беше во мај. Се тестираат и изолираат само оние кои биле во контакт со заболен или пројават симптоми на COVID-19. Позитивен тест на COVID-19 кај негователка и дете се регистрирани и во градинката во Чешиново. Објектот по препорака на епидемиолог е затворен,
Нема да работи до 30 септември, а во изолација се сите кои биле во контакт со заразените. Воредна дезинфекција и домашен карантин и за група дечења од градинката Гоце Делче во Виница, каде една од вработените има коронавирус. Поточно, групата со 12 дечења, воспитувачката и негователката по препорака на епидемиолог се во 14-дневна изолација. Има насоки да се следи нивната состојба, дали ќе има промени, а направена е дезинфекција на просторијата, истакнуваат од градинките. Епидемиолозите велат дека е очекувано да има позитивни во објектите за згрижување на деца, бидејќи изминатиот период има значителен пораст на COVID-19 позитивни во државата. Во Кочани регистрирани 13 ново заразени од COVID-19 во последните 24 часа. Починати пациенти во последното деноноќие нема. Вкупната бројка на активни случаи во Кочани во моментов се искачи на 130, а во Виница 32. Полека се стабилизира состојбата на заразени со COVID-19 во Кочани. По двата дена со најголем број заразени од почетокот на епидемијата, по 20 и 18. Во последното деноноќие Министерството за здравство бележи 13 ново заразени во Кочани. Во последните 24 часа нема починати од Кочани, информираат од Министерството за здравство. Со последните 13, бројката на активни случаи во моментов изнесува 130, а во меѓувреме има 5 оздравени пациенти и 7 од вчера. И Виница е со активни 32 лица позитивни на вирусот. До сега во земјава се направени вкупно 181.034 тестирања на COVID-19. Вкупната бројка на COVID диагностицирани од почетокот на епидемијата изнесува 17.200. Бројката на оздравени пациенти е 14.312, на починати 712, а во моментов бројот на активни случаи во земјава изнесува 2176. Регистрирано е намалување на бројот на интервенции на кочанските пожарникари во текот на изминатиот едногодишен период. При тоа, околу половината од нив биле за гасење пожар на отворен простор, а продолжува спроведувањето на проектот за подигање на јавната свест кај земјоделците за штетноста од палењето на сламата и страништата. Од 1 август 2018 до истиот период минатата година имало 270 интервенции на отворено. 90 интервенции се на објекти, а 80 имаат технички карактер. Во 10 случаи биле гасени запалени патнички моторни возила. Статистиката покажува дека повеќе од половината интервенции биле за гасење полски пожари, што се предизвикани од палење на страништата и другите земјоделски површини. Од Кочанската противпожарна единица велат дека ваквата состојба е мощно неповолна, бидејќи високиот процент на пожари на отворен простор ги намалува нивните технички и човечки ресурси, кои што треба да одговорат на други цели и задачи. Истовремено представува животна опасност, а во голема мера ја загадува и животната средина. Проектот на Швајцарската агенција за развој и соработка Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет, што се спроведува во рамки на програмата за зачувување на природата, преку кампања меѓу земјоделците влијае на јавната свест за штетите од палењето на жетвените остатоци. Тоа придонесува и за почесто патролирање на надлежните службеници од земјоделскиот инспекторат, полицијата и од противпожарната единица. Од инспекторатот велат дека ги подржуваат мерките и заклучоците што произлегуваат од активностите на проектот. Сепак, предстои период на нови опасности од палењето стрништа што доаѓа по завршувањето на жетвата на оризот. Примената на добра земјоделска практика е неопходна за да се намалат и да се искоренат лошите навики. Во таа смисла треба да се обезбедат што повеќе комбајни со можност за сечкање на сламата, а приватниот сектор да се вклучи со искористување на оризовата слама за изработка на пелети. Пречистителната станица за отпадни води и понатаму треба да ја користи сламата за добивање органско ѓубриво. Во вакви околности земјоделците помалку би ги палеле жетвените остатоци, истакнуваат од земјоделскиот инспекторат. Покрај казните кон сторителите, населението во кочанските села, кое претежно е земјоделско, се информира за штетноста и опасностите од палење на страништата и од предизвиканите пожари, но и за можностите за одржливо управување со жетвените остатоци.
Општина Кочани упати јавен повик граѓаните и граѓанските здруженија да доставуваат предлози за нацрт буџетот за 2021 година. Програмите и проектите треба да се поднесат преку едношалтерската канцеларија, а крајниот рок е до средината на октомври. Врз основа на законските одредби, а заради одржување на транспарентност во работењето, Општина Кочани упати јавен повик со кој ги повикува граѓаните, урбаните, местните заедници, здруженијата на граѓани и институциите да поднесуваат своји идеи, програми и проекти и да се вклучат во креирањето на буџетот на општината за наредната година. Областите на проекти што ќе бидат поддржани од општинскиот буџет се култура, образование, невладини организации, социјална и здравствена заштита, спорт, млади, меѓународна соработка, комунални работи и локален економски развој, урбанистичко планирање и животна средина. Распределбата на средствата од буџетот на општина Кочани за наредната година ќе бидат наменети за финансирање проекти и активности што општината ќе го прави врз основа на донесени критериуми и приоритети. Временската рамка за спроведување на проектите е до крајот на фискалната година, односно до 31 декември идната година. Покрај пријавата за финансирање на проектите што треба да биде пополнета, подпишана од застапникот и заверена со печат, доколку станува збор за правно лице, задолжително треба да се достават и пополнета пријава, фотокопија од решението за регистрација на правното лице, како и образец, односно извештај за искористени средства од претходната година, доколку такви средства биле користени. Исто така треба да се достави и фотокопија од завршната сметка и уверение за платени даноци. Потребните податоци, како и предлог проектите и активностите со финансиската конструкција, треба да се достават на посебна пријава што може да се подигне во архивата на општина Кочани или од официјалната веб страница на општината. Програмите и проектите можат да се достават и преку официјалната имејл адреса на општина Кочани info@kocani.gov.mk со назнака за јавен повик за предлог проекти или пак преку едношалтерската канцеларија на општината најдоцна до 15 октомври годинава. Општина Кочани ја продолжува изградбата на патната инфраструктура во градот со изградба и асфалтирање на улицата Крум Вранински. Се користат средства од сопствениот буџет, а до крајот на годината преостанува комплетирањето на уште неколку сообраќајници. По привршувањето на градежните работи на Карпошово востание, во изминатите 2 дена се асфалтира и улицата Крум Вранински во населбата Усова Чешма. Работите почнаа ова лето, кога комуналното јавно предпријатие Водовод изгради крак од фекалната канализација на оваа улица. Бидејќи станува збор за тежок и висок терен, се градеа подпорни ѕидови, па жителите на овој дел од улицата Крум Вранински веќе имаат решена инфраструктура. Од општината повикаа да бидат совесни кон јавното добро, затоа што се забележени различни граѓански самоволија и неодговорност. Како што споменавме, деновиве заврши асфалтирањето на улицата Карпошово востание, на која претходно беа изградени подпорни ѕидови и канализација во должина од 270 метри. Од 8 улици што општина Кочани ги гради од сопствениот буџет за тековната година, веќе се завршени 7 септември, кракот 2 од улицата Искра и 9 мај. Преостануваат да се комплетираат градежните работи на улиците Васил Главинов, Борис Евтимов и кракот на улицата 565, што се наоѓа во зоната лесна индустрија. Паралелно со овие активности, општина Кочани ги гради и улиците во населбата Прокарка, а во фаза пред асфалтирање е локалниот пат од Оризари до локалитетот Добра вода.
Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.